Следува дебата, домаќин ова утро е нашата ЕКА, ајде официјално Елена Марковска-Цветановска, нејзин гостин е Дејан Андоновиќ, го знаете како новинар, го знаете како аналитичар. Една тажна, тешка и неубава тема ќе имаме ова утро, тоа е војната во Газа, но прво добро утро и до двајцата. Добро утро. Искра. Јас и ти во овој состав, откако се почнати овој формат на разговори во утринската програма. Со оглед на тоа што сте и двајцата многу видри ликови, искрено би сакала да имаме убав утрински разговор. За жал темата не е таква, но Дејан, еве тебе прво да те прашам, важиш за ведар, позитивен лик. Како се вакви темите следат тебе? Сега треба да ја гледаме реалноста, ведар си приватно, а професионално и реално, кога ќе видиме кај живееме, у каков свет живееме, и изминативе години, ајти генерацијски сме блиски, знаеме како се менува светот, ако подпаднеме под нивно влијание, можеме многу трагично да завршиме, така да мораме од дистанца и од страна да ги гледаме состојбите, на крајот на криштата, се тоа што се случува, за жал и тоа е дел од луѓето. Верувам дека и двајцата денови ја проследивте на фотографија цел свет, ја обиколи таткото со 5 деца, мислам така еден реален одраз на хоророт што го носи една војна. Така, искрена вистина, хорор се случува таму, некако чинам дека Дејан, не знам дали ќе се согласиш со мене, во македонските медиуми не толку се дава внимание на војната и тоа таму што се случува. Затоа токму сакав и да оваа утринска програма да посветиме малку на случувањата во Газа. Секако дека хорор е таму, ева од почетокот, значи веќе 3 недели како трае тој масакр, така 8005 жртви веќе во Газа јавија денес. Жртви 3300 се деца. Трагедија. Се тоа по рекламите. Време е да започнеме со дебатата. Темата е војната во Газа. Гостин е Дејан Андоновиќ. Ека, како велат во вистината, во војната прва умира вистината. Така што претпоставам дека пак сега ќе се обидете некако да допрете до вистината. Не знам колку ќе успееме, искрено, но некои работи сигурно дека ќе ги објасниме, да бидат појасни за гледачите. Споменав затоа што не толку се третира оваа тема во медиумите, што е навистина трагично и жално, затоа што имавме една војна која што се уште е во тек во Украина, па видовме какви последици донесе за регионот, за Балканот, за Македонија, за светот, да не зборуваме, да. Дејан, имаме некој 15 минути за разговор, затоа сакам да бидеме така прецизни, кратки и повеќе детали. Кратки, јасни, прецизни, концизни. Така, да кажеме што е можно повеќе работи, ама да не, нели, ја шириме многу дебатата. Значи, речи си еден месец, односно кажавме 3 недели дека се поминати од нападот од страна на Хамас врз Израел, и сега првото прашање тогаш беше, ама не сме го одговориле, сакам да го слушнам од тебе, ме интересира, како можеше на Израел да му се случи тоа? Значи, една држава која што е со такви разузнавачки служби, да им се случи таков напад? Па една од претпоставките, сега никој не може од нас да знае што е точно, но најверојатно се тие политички внатрешни политички превирања. Ќе потсетам Нетањаху подолго време актуелниот премиер на Израел, подолго време он е малку ултрадесничарски настроен и подолго време има проблеми внатре со корупција, со скандали, со многу политички работи. За жал, балканизација им се случи од тој аспект. Протести има. Да, има протести, судски реформи. Нетањаху инаку човекот кој изминативе 30 години е во политиката, подолго време е премиер, но и кога не беше премиер, кога беше и лидер на една од партиите кои беа во опозиција, имаше порадикален став кон палестинците. Ќе потсетам дека во 1995 година, кога тогаш во договорот во Осло успеа двете страни, тогашниот лидер на палестинците на партијата Фатах Јасер Арафат и премиерот Ицак Рабин, израелски, успеа да седнат на маса и да го решат историското прашање, овие да ја признаат израелската држава, овие да им признаат на палестинците дел како независна Палестина. Знаеме како заврши. Ицак Рабин беше убиен од израелски, односно од еврејски радикал, а Јасер Арафат 7 години подоцна мистериозно беше отруен во
пари месечини, од храна, така да се покаже дека двете страни не сакаат да се смират работите, или ќе победиме или нема, значи да направат еден компромис. Значи ова беше очекувано. Нетањаху у тоа време беше во една од партиите кои беа против тој договор Палестина да добие некоја независна држава, па сега зашто се враќам малку у минатото да успеам да им проектирам на луѓето кои не гледаат, доколку не паметат или не знаат, дека се извинам Нетањаху уште од тогаш го има тој, би рекол, начин на пристап кон решавање на палестинското прашање, а тоа е Газа и Западен брег да бидат своевидни затворени енклави, а Израел да продолжи да не ги есапи буквално меѓународните резолуции. Ќе потсетам, Израел многу нормално има право да се брани, но толку многу се брани што понекогаш ги отфрлаше и сите резолуции на меѓународната заедница. Нешто што некоја друга држава да го правеше тоа немаше да биде простано. Ме интересира како војува Израел, а како војува Хамас, односно знаеме дека Израел е воено моќна, меѓутоа од каде Хамас, оружјето од каде има, од каде стигнува? Па сега тоа има неколку предпоставки. Сигурно дека го добива оружјето од Иран. Иран како библиски непријател на израелската држава, нели евреите, персијанците, тоа уште од Библија датира, но и во поновата историја, не се во никакви односи, нема дипломатски односи. Значи Хамас, пред се Хезбулах кој добива поддршка од Иран, ке потсетам, Иран се шиити, Хамас се сунити, но веројатно целта ги оправдува средствата, твојот непријател и мој непријател, па тука не сме пријатели, па така да Иран им помага, многу им помагаше дел од турското општество, не велам државата, но дел од тие муслимански браќа и сето она што се случуваше. Да не навлегувам сега, тука се Сирија, Ирак, Јордан до некаде пред да го направи пактот со Западот да стане западен сојузник, и да не ги набревам, Египет се тргна кога го доби Синајскиот полуостров, некако се дистанцираше, така да се на се мора да знаеме едно. Газа некогаш порано била на Египет, западниот брег некогаш порано бил на Јордан, така да тие делови стана палестински енклави, но не споени, туку раздвоени, и сега се најдува во некој начин она желба на меѓународната заедница од 48 да се направи пола Палестина, пола Израел од некогашната британска Палестина. Не успеа, затоа што Израел кога сакаше, палестинците не сакаа, сметајќи дека не треба тука да има израелска држава. Од друга страна, Израел мора да се брани од тероризмот. 9 милионскиот Израел е обкружен со над 80 милиони арапски свет. Изминатиот период бевме сведоци на некако отоплување на односите, дури се одеше до таму дека историските непријатели Саудиска Арабија и Израел може да станат сојузници, но после ова секако сето тоа да се распадна, и сега имаме една нова состојба која е алармантна. Знаеш, ние генерацијски, од кога знам за себе, Израел и Палестина се у војна, значи тоа е најдолгата војна конфликт кој го знам, но морам да признам дека по реакцијата што се случува, се чини дека ова е најопасниот можеби инцидент на судир меѓу Палестина и Израел во откако е настаната израелската држава од 1948 година, а тоа го гледам по реакцијата и коментарите, па и од стравот кој се случува таму. Војна е, рече Искра пред малку, во војната секогаш првин гине вистината, но и во војната никој не е среќен и обично настрадува секогаш само цивилното население. Ако смеам малку само да се вмешам, кога зборуваме ова за вистината, во умирањето на вистината многу предонесуваат медиумите. Колку светските медиуми, еве сега сведоци сме неодамна, за прв пат во војната во Украина беа забранети секакви информации од Русија. Што е ново и преседан, реално. Колку таквото еднострано, необјективно, да речеме, известување, уште повеќе разборува војната. Особено со социјалните мрежи. Ние бевме сведоци новинарски како генерација да бидеме сведоци како CNN, како бомбардирањето на НАТО на Југославија, каква е таа медиумска борба, да те потсетам како беше порано, па еден CNN мокен се бореше против еден мал РТС, Радиотелевизија Србија, па отидоа до таму и да ја бомбардираат таа телевизија, да ја затнати, тоа некако помина во
светската јавност. Колатерална штета. Не беше осудено. Да. Замисли да беше бомбардиран CNN, например, што ќе беше. Не можам да Така замислам. сакам да кажем хипотетички, војната, преседанот се направи уште тогаш. А денеска со новите технологии и социјалните мрежи сите сме новинари. Сите можеме да излеземе да кажеме став, да закачиме твит, видео, Facebook, Instagram, да не ги наведувам, TikTok да не зборувам. И сега војната дојде, стариот оној порив на луѓето да војуваат, но имаме нова ситуација. И сега во паника, оние што се во опозиција ќе се обидат да забранат медиуми, па измислија нешто проверка на факти, фейк ньюс, па сега што е фейк ньюс? Значи, јас секогаш прашувам едно прашање, зашто Путин и Русија беа осудени дека ја нападнаа Украина? Нели, како, мислам, се ја не заземав страна, туку велам, сум против војна, еве, Русија нападна Украина, зашто они не смеја, а зашто Израел смее да влезе во Газа? Тоа е првото прашање. Зборувам хипотетички. Медиумите ќе ја кажат вистината, која они сака да искреираат, оние кои се помогни ќе доминираат. Но од друга страна, ако е некоја снимка која не оди во прилог на мокните, тие ќе ја тргнат, ќе кажат дека е фейк ньюс. Сега зборувам све е релативно во оваа војна. И добро е што направи една паралела со војната во Украина. Едно е сигурно, а тоа е дека луѓето во војната најмногу страдаат цивилите, значи истото она што го настрада луѓето кои на онаа забава на 7 октомври ни криви ни должни настрадаат, 200 и нешто се заложници и тоа е трагедија, зашто израелската држава има обврска да возврати. И алиби. Добро, алиби, ајде да не кажеме алиби, ќе кажам дека мора да реагира, бидејќи мора да бидат казнети оние од Хамас кои се терористи, тука нема разговор, но мене ми се чини дека со овие бомбардирање, со ова држење во гето, не страдаат борците на Хамас. Туку страдаат обичните луѓе. Како што и во Израел страдаат обичните луѓе, а не знам, партијата на Нетањаху или на претходно оние радикални еврејски структури. Секогаш на крајот страдаат обичните луѓе. Сега, моќта на Хамас доаѓа токму како контраефект, сме читале по литература, сме гледале по историја, тоа е дека тоа гетоизирање, 3, 4, 5 генерации на луѓе кои се раѓаат, раснат, тоа се луѓе кои на помалку од пола Скопје живеат над 2,5 милиони луѓе. Значи, тоа е еден огромен затвор, би се рекло, зашто меѓународната заедница не реагирала сите овие години. До сега така е. Тука се раѓаат нови Хамас борци, радикали, Значи, тоа детенце што е родено, сега има 18 години, тоа е веќе во него е всадена омразата кон евреите, иако не знае ни самиот зошто. А тоа е се, според мене, како резултат на грешка на меѓународната заедница, која не се позанимава малку да го реши овој проблем. Повторно ќе кажам, се обидоа да го направат проблемот 95-та, Ицак Рабин, тогашниот премиер, успеа да ја признае палестинската држава, а тогашниот лидер на Фатах и на палестинската ослободителна организација, легендата на палестинците Јасер Арафат, ја призна еврејската држава. После тоа двајцата настрадаа и после тоа едно од грешките ми се чини на можеби на израелската држава што го уништија умерениот Фатах, кој сега преку премиерот, имаат премиер во Западен брег, но Хамас, тие беа умерени, нив ги уништија, а Хамас од 87 година, како што се создаде, имаше радикални структури и доби повеќе сила. Доби сила, бидејќи, повторно ги кажам, 3-4 генерации кои живеат у гето, нормално е дека ќе му дадат поддршка на овој за слобода. Таму се многу детни семејства. Иако тие може и не се борат за слобода. Хамас со начинот на борба е терористичка организација и тука нема разговор. Никој не може тоа да го оправда што го направија и што го прават сите овие години. Ај сега вака да заклучиме, дали постои опасност оваа војна да излезе од овие граници, да се прошири на Блискиот Исток, затоа што анализите сега во овој период се такви. Гледам, сат имаат многу експерти вадат кои што кажуваат секакви теории, не знам колку се тие реални или не. Јас мислам вака, ако видиме како било, Израел и арапските земји имаа 6 војни, у сите 6 Израел тоа многу брзо го доживеа победа на воено поле, значи буквално 9 милионскиот Израел порази над 80 милиони арапи, бидејќи реагираше како што треба. Првата војна беше 6 дена, втората беше 20 дена, значи се тоа брзо го направија. Тогаш беа Јордан, Ирак, Либан, Сирија и Египет. Сега, ако направиме една вивисекција на целата приказна, Египет се откажа од амбициите кон Израел-Палестина, бидејќи го доби Синајскиот полуостров
и нема веќе амбиција да влегува во некакви војни. Според моје некој Па го видовме и ова со нападот Да. што беше нели случаен, па се извинија, па тие Значи, прифатија не би влегле во некако, таква авантура. Да, се Значи, гледа нема дека не би тука влегле, обединување еден огромен Египет кој може би најак. Сирија има проблеми, знаете какви има проблеми. Либан има граѓанска војна, Ирак има граѓанска војна, Јордан на власт е династија која е прозападно, да кажеме, ориентирана. Така да тоа обединување арапско не може да дојде, според некое мое гледање на работите. Од друга страна ги имаме Саудиска Арабија и другите држави кои имаат во интерес да бидат во добри односи со Западот и не би влегувале во некоја војна. Едино што може тука да се вмеша е Иран, а Иран е внимателен и нема да се вмеша, кој е најголем поддржувач на Хамас и на Хезболах, но мене она што што стравува ме плашат оние два носачи на авиони на американската морнарица кои може ке проценат дека Иран многу им помага и може да го нападнат Иран. Доколку го нападнат Иран, американците тогаш може да дојде до некое ширење на конфликтот, но ми се чини дека Западот повторно игра на она лоша карта, според мене, нека ми извинат ако не им се допаѓа ова, замрзнати конфликти. И Израел, и Косово тука во близина, па ми се чини дека и Украина ќе оди на таа варијанта, замрзнуваат конфликти. Конфликтот е замрзнат, стои замрзнат, се прави тензија и по потреба се одмрзнува за да дојде до некаков дефокус. Понекогаш може да ви се одмрзне фрижидерот и случајно и да се расипе. Сега не знаеме дали овој фрижидер се одмрзал случајно или некој го исклучил од штекерот, овака сликовито речено. Убаво објаснето. Во Обединетите нации се гласаше за резолуција за прекин на огнот и некако сега Примирие, не прекин на примирие, така, за примирие. И дали бевме шокирани дека некој гласал против примирие? Јас лично бев. И Македонија гласаше воздржано и некако овој викенд така Јас македонската имаше секакви дебати околу ова зошто Македонија се поставува вака. Јас ќе кажам нешто вака. Чинам дека и Србија исто воздржани беа така Да, од ама регионот. знаете како, сега Србија, не живееме у Србија, не знаеме. Можам да предпоставам дека србите имат традиционални добри односи со Израел и со еврејската држава. Па добро, и позицијата на Македонија е дека ги Но поддржува Израел, имаат така исто владата беше така, во израелско знаме. мораме да сватиме дека во знак на Белград е поддршка. некој наследник на онаа поранешна СФРЈ, некој наследник, они се обидуваат и таа југословенска жица да ја држат уште. Белград и дале фигурира како земја основач на Обединетите нации. Земја основач на движењето на неврзаните. Тие морат да внимаваат, тие имаат огромен број, постарите гледачи знаат, огромен број на студенти од Палестина и од арапските држави кои доаѓале да студираат во Белград, се ожениле со србинки, па сега има мешовити бракови. Од аспект на Палестина е тоа. Од аспект на Израел има некои други линии од минатото, од тоа дека се бореле против фашизмот, односно нацизмот, до тоа дека се поистоветуваат со Израел како што Србија има Косово, нели? Значи, Белград да го тргнеме на страна на крајот на криштата, ние не живееме во Белград. Нашата позиција мене не ми е јасна и не видов во јавноста некој да ја објасни. Може би јас не сум видел, јас и не сум доволно компетентен да зборувам за некои дипломатски чекори. Јас сум новинар, ги следам состојбите. За мене два преседана се случуваат во периодот после ковидот, а тоа е само 2 години. Светски преседана. Првиот преседан е Украина и Русија, каде што буквално ниеден не излезе да каже дајте луѓе да седнеме на преговарачка маса. Се префрлам на Украина. Дали сте приметиле дека минатите војни... Да, и минутажата добро е да се префрлиме и да направиме паралела со ова што се минатите случува години, каде да имало војна, имало антивојни протести. Се појавувале разноразни поранешни кошаркари, бейсбол играчи, актери кои оделе во мировна мисија да ги седнат луѓето на преговарачка маса. Никој за мир не збори во Украина и Русија. Туку зборат кој побрзо ќе продаде оружје, кој поише ќе освои територија, мир нема. Антивојни протести нема. Вториот преседан што сакам сега да го кажам, во моментот е гласале против примирие. Па зашто гласавте? За војна? Зашто гласавте? Израелско-палестинскиот конфликт е толку длабок што и да има примирие ќе биде успех во моментов. На тие не гласат. Израел има право да возврати. Точно. Но Израел излезе и владата на Нетањаху рече дека ќе се одмазди. А тоа е голема разлика. Замислете Македонија денес каде излезе да каже ќе им се одмаздиме на оние што тогаш нешто не направија. Ќе бидеме осудени.
Но оно што е интересно исто така дека Израел се подготвува за долга војна, тоа е втората една теза, значи дека они планираат таму да има Добро, долга да, војна. затоа што имам уште 2 минути, Но вака сакам да го иднинава кажам нешто. Само да префрлам сега, пошто изанализираме. глобално ги Добро. префрламе. И не знам дали приметувате дека од онаа војна реторика до војна околу Тајван меѓу Кина и САД, ние задниве 2 недели Бајден сака да се види со Си Џинпинг, ќе се видат наредниве денови, да ги подобрат односите меѓу Кина и САД. На што ви кажува тоа? Кажува дека очигледно фронтот многу ни е Украина и Израел, ако го отвориме и Тајван, губиме, не можеме да снабдуваме оружје, немаме ресурси, дај со кинезиве да се смириме, бидејќи ќе се фокусираме на некој друг фронт. А кој е тој друг фронт ќе видиме на наредниот период. Што значи повторно ќе гостува, така? Па оваа тема мислам дека ќе не надживее, така ми делува. 15 на минути се навистина краток период за да Малку и опфатиме се. пробивме, да, Добро, особено со тоа е. Дејан и особено на ваква тема. Јас многу ви благодарам, освен ако немам уште блиц прашање некое за крај. Па не може да биде блиц ниту Ќе едно имаш прашање. блиц прашање, нема да имаме блиц одговор. Можда ќе има блиц прашање, но одговорот ќе биде долг. Да. Ви благодарам многу и на двајцата.